Струмичките земјоделци се подготвуваат за расадување на раноградинарските култури. Иако во изминативе години сеидбата се вршеше покасно, годинава временските услови дозволуваат доматот и краставицата да се расадат порано. Пред нивното садење, земјоделците советуваат да се исполнат определени услови за добар квалитет. Сите оние земјоделски производители пред да стапат на ставна сеидба треба да исполнат и некои критериуми за да имат подоцнен добар развој на самите култури. Треба пред се неминовно 3-4 дена пред излегување на ставно да извршат превентивна заштита со даден фугицид и инсектицид за растењето во фазата на прифаќање да не биде нападнато од дадена болест или даден инсект. Исто така неминовно е пред да се излезе на стално, тоест расадување на дадените градинарски култури да се изврши и анализа на почвата. Тоа го велиме затоа што да не дојде до вишеток на стварање на хранливи елементи кои што самата почва ги има, а со тоа изложување на нашиот земјоделски производител на вишеток на цена на чинење на трошокови. Земјоделците треба да внимаваат и на пламеница на доматите. Болеста е штетна не само за доматите, туку и за зелката, а симптомите се јавуваат на листот, плодот и стеблото, при што доаѓа до нивно брзо пропагање кое подоцна резултира со умирање на целото растение. Мораме да кажеме дека пламеницата е доста една од најактивните болести што го напаѓа доматот. За да имаме еден добар развој и нашата култура да биде адаптирана за еден подолг период, поотпорна на не само на пламеница, било и на пепелници или било која друга болест, пак ќе кажам дека е неминовно превентивна мерка, затоа што ако дојде до напаѓање, тоест до инфицирање од дадена болест, мислам дека спречувањето ќе биде потешко и поотежното. А додека сите оние земјоделски производители кои што вршат превентивна мерка, мислам дека тука ќе има послаб напад од болести, истото се однесува и на напад од инсекти. За да ги заштитат растенијата од болести и штетници, земјоделците треба да го користат она хемиско средство кое најмногу одговара на патогенот кој се појавил при расадопроизводството.